Да, се враќаме во студиото. Професоре, кога сме кај оној стратешки документ за реформи во правосудството, има една работа која се совпаѓа со извештајот на Прибе, тоа е онаа препорака во однос на специјалното јавно обвинителство, каде што експертската група на Прибе констатира дека случаите на специјалното јавно обвинителство се обструирани од судовите, дека тамо за 2 години реално нема никаква разрешница, значи никој не е осуден, никој не одговара таму, а исто во извештајот се препорачува како и во извештајот на Прибе и во нашиот извештај е дека специјалното јавно обвинителство треба на крајот да се интегрира во републичкото, во државното обвинителство. Па за обвинителството се предлага нов закон за обвинителството. Кај судиите се констатирано дека има преголем број на судии и преголем број на судови. Значи ќе има по некои релативни критериуми на број на жители. Значи ќе има намалување на бројката и на судии и на судови. И обид за покачување на нивниот квалитет, нормално концентрација како во минатото, тука некои работи ќе бидат уствари враќање некои добри решенја и од минатото. Потоа кај ЈИО, односно кај јавното обвинителство, веројатно нов закон целосно, негово конституирање, тоа е важен орган. СЈО се предлага генерално да стане дел од јавното обвинителство, не се препорачува конкретно каде, дал во делот на организиран криминал, дал ова да го продолжи, меѓутоа во секој случај продолжување на во таа смисла нивната работа во целина, што треба да доведе и до ефектуирање на пресуди по нивните обвиненија. Во таа смисла е поддршката секако недвосмислена. Потоа има некои предлози кај овие категории на граѓани, например, веројатно ќе се укине законот за видот и висината на изрекување на санкции. Тоа е еден како формулар, како што судијата уствари нема никаква позиција на индивидуализација на казната, него мора да собира да вади казна. Тие се некои апсурдни решенија од Наманевски времето. Сега да не одам во сите дали има еден куп таков тип на мерки кои сите заедно ја консолидираат областа очигледно. Некакви промени има во акцентот на делата од омраза и говорот на омраза. Законот за антидискриминација кој е инаку готов треба да се забрза и да се донесе, тоа нема некаков проблем се донесе, бидејќи комисијата која е сега формирана е практично целосна спротивност на идејата на тој закон, една во основа расистичка комисија, која ништо не работи, второ спроведува спротивна политика. И во таа смисла, тие неколку тие мерки кои се, да не ги набројувам, голем број, да не спомнувам дека околу нотарите, кај извршителите се предлага тарифата да биде разгледувана, проширување на бројот на извршители. Потоа, начинот на кој државата ги ангажираше овие луѓе од нотари, извршители, па и адвокати за јавните предпријатија, треба да биде по линија на еден адвокат може да функционира за едно јавно предпријатие, не да се концентрира работата кај неколку адвокати, како што имаше 3-4 куќи ВМРО-вски адвокатски, кои целиот бизнес на адвокатите го покрива во основа и се енормно богати во таа смисла. Така да тука ќе се прават некакви распореди фер, бидејќи барем за државните, оние кои трошат наши пари. Како ќе ги ангажираат овие од надвор сервиси. И во таа смисла серија на битни подобрувања кои не се можеби суштински реформи, се значени подобрувања во таа смисла. Ако одат, и што е најважно, во извештајот тоа е битно, има еден мониторинг механизам, да го наречам така, тоа е едно мерило за следење на реализација на ова што е запишано по датум и по време, за да не се изгубат. Бидејќи од 2004 кога е последната некаква реформа правена, поима нема никој што е направено, тоа што не е, таа е правена за парада. Значи, овде има еден систем кој е вграден натре да го следи реализирањето. Но сепак е тоа долг план. Ова што е за нас сега битно, за што зборуваме, е неколку столба на доделување на правда кои ќе направат разлика и прекин со режимот и потоа судењето како де факто доделување правда на креаторите на целото ова што не се случи. Тие две операции се бучни, големи, важни за јавноста, концентрирани за сите нас. Впрочем, а ова другово оди мазно во една рамка на целината на реформите и тоа е
Тоа е добро во оваа смисла. Да, во однос на СЈО, доколку се инкорпорира тоа во јавното обвинителство, тогаш претпоставувам дека се исклучува од потребата на формирање на специјално и судско оделение, особено во поглед на реформите кои паралелно треба да се завршат и во судството. Да, мислам дека промена на Републичкиот судски совет и промена на 20 на судии ќе заврши работата практично на таа операција. Судовите ќе станат и новите судии веројатно избрани ќе станат, ќе почнат да работат согласно законот и на некој начин процедурите кои се пригодни за нив, и во таа смисла постои оптимизам дека тоа ќе ја доведе работата, ќе ја стабилизира, процесите ќе почнат и ќе завршат во едно разумно време, бидејќи ќе бидат отворени, системот не може да манипулира или да прави грешки како што правиле претходно монтира било што. Тоа ќе биде прилично отворено, ќе биде прилично жестоко, па и за јавност отворено, така што тука доказите ќе бидат предоминантни, барем се надеваме на тоа. Така да тоа преку на тој начин ќе се разреши пократко и поефикасно отколку се бара од Врховниот суд да формира посебно оделение, па да, па не, па овој Врховен суд и така натака, и на тоа слично може да се искомплицира. Вака нашле решение кое истовремено ова е ефикасно и изведливо во еден. А веројатно и поприродно, специјално да се инкорпорира. Има само уште еден детаљ, сакам да ве прашам, во извештајот на Прибе каде што се зборува дека треба да се преиспита системот на кој судиите ги назначувале предметите во судовите, оној фамозен судски систем, нешто за кое е зборувано и пред овој извештај на Прибе, дека меѓународната заедница инсистира на таа работа. Да, тоа се сега детали кои ја не сум тука експерт некој преголем да расправам за тоа. Тоа е тој систем на компјутер на давање на судиите на предмети. Меѓутоа, веројатно тоа може во еден со нормални луѓе во судот да се почитува. Во овој случај под притисок на партиски притисок да се удоволи на власта, сето тоа е испокршено, иначе го има како норма, гледате, како систем го има. Председателот на Кривичниот суд никогаш не му имало на памет да тоа го почитува. Туку не само што ги именувал како што сакал, совети да ги именува, тоа го читавме јавно. Така причината е таа неформална мрежа на партиско влијание. Гледате, инаку решението го имале и тогаш, они само бараат да се обнови, да се почитува тоа решение. Да. Цветанов, за специјалното јавно обвинителство, некои ваши оние не се колеги, туку некои од личностите јавни кои учествуваа во случаите, како на пример Александар Диневски во Шпион, тој цело време јавно ја критикува работата на специјалното јавно обвинителство за вашиот случај за Шпион. Во однос на специјалното јавно обвинителство можам да го кажам следното. Го поздравувам системот по кој што е изградено како институција, самата хиерархија, поставеност, сите законски надлежности и така натаму. Нормално е кој работи да греши и во одредени случаи можеби бидејќи политичките околности беа такви какви што беа кога требаше да се одлучува по нашиот случај, па советот на обвинители го дава, па не го дава случајот, па не ги дава доказите и се најдува во еден временски цајтнот. Факт е дека направија превид по однос на нивниот настап по однос на нашиот случај, бидејќи за прекратко време тие само го потврдија тоа дека целата постапка била во ред и доказите биле во ред. Се надевам дека во иднина при една релаксирана ситуација и отварање на случајот ќе излезат на видели на сите работи. Нема потреба од гнев и нервози, туку треба да бидеме трпеливи, како и сите останати случаи. Овој случај ќе добие можност, се надевам, за повторување на постапката целосно и да биде задоволена целата правда за сите. И не е во ред да се напаѓа на цела институција еден цел проект за еден ситен превид каде што некој бил лично засегнат. Големата слика е многу поважна, големата цел е многу поважна. СЈО направи веќе историја во Република Македонија, е активен учесник во сериозен историски процес каде што се симна режим и тие работат сериозни случаи каде што ќе бидат обелоденети сериозните криминали кои што ги направи минатата власт и тоа треба се цени, треба се почитува.
затоа што преку нивната работа ќе се соочат со лицето на правдата, оние кои што ја уништија државата, кои што уништија буквално се во Република Македонија во изминатите 10 години. Да. Кога зборуваме за реформите и за основното јавно обвинителство, еве колку време помина од упадот во собранието, од нападот врз пратениците, од обвинителството велат се работи на случајот. Последно што слушнавме дека се интензивира таа истрага, но професоре се работи за еден толку флагрантен случај, толку еден очигледен случај кој е снимен со стотици камери од еден привоз, од еден пренос кој го гледавме во живо што се случува, ги гледавме тие луѓе со своји очи, нешто слично како што ги слушавме и бомбите, но нема ништо, нема никаква разрешница. Па добро, кажете ми дали е тоа можно. Еве дури имаме и промена на власта. Веќе обвинителството се уште се тера по старо. Не, тоа јас се согласувам, тоа е еден скандалозен случај кој во ниедна друга држава не би можел да се развива на овој начин. Луѓето кои ги нападнаа пратениците би биле третирани како терористи во Британија, например. Би имале жесток. Тие не би можеле да видат бел ден од самиот момент на правење на тој или воспоставување на контрола на полицијата на настанот. Од друга страна, најлошиот дел е вмешаноста на полицијата во таа приказна, што зборува сега за растуреноста на тој партизирање, тој систем или користење како алатка на власта во една најдиректна форма. И нормално тука подсекретарот која води тоа, кој уште се шета на слобода. Тоа е навреда на сите нас, кои сметаме дека сме демократи и либерали на некој начин. Но, како да ви кажам, сега сме фатери, го гледам, го слушам премиерот како зборува за тоа, он се фатено стапица, ако почне да интервенира, ќе изгледа дека интервенира како во стариот систем, докаде е случајот со ово обвинителство. Ако не интервенира, може би интервенира. Меѓутоа, неправдата се шета по нашите улици, сите сме згрозени од тоа. И не знаете што да правите. Ако интервенирате, личите на претходните. Ако не интервенирате, правдата не е задоволена. Луѓето се прават шеги со тоа. И наистина не знаете како се однесувате во еден од тие случаи. Во еден од тие аспекти. Не знам што е паметно. Ја по мој вкус тие луѓе би биле веднаш уапсени, па независно од приказната тоа судење би одело од тие, ако некој заслужува притвор, тоа се тие луѓе, ако некој од тие од шутка сега што се заслужува притвор, тоа се тие луѓе. И јас ги еднаш два пати зборувавме за тоа, немам решение, тоа е велам навреда на правосудниот систем кој гневот го насочува кон обвинителството и кон судиите во еден дел. Но ќе почекаме, можеби на крајот пак правдата спора ќе дојде. Имаше и некои ставови на правници дека без решавање на тој случај дури е невозможно да се тргне кон другите реформи, бидејќи ова е најсвеж случај, најочигледен случај, се работи за напад врз највисоки државни представници пред очите на јавност. Па да, јавното обвинителство направи символиката е многу силна тука. Од една страна, јавното обвинителство направи веќе една измама. Таа почна, Гешовска ми се чини, почна да го третира случајот, но веднаш го квалификуваше како лесно кривично дело учество во толп или насилство во толп. Што е во основа на компаративно случајот бенигна ситуација. Наместо напад на пратеник за кој се канува сосема друго кривично дело, упад во собрание, напад на пратеник. Во таа смисла они побрзаа да интервенираат, декласифицирајќи ги, намалувајќи ги делата на банални, осем во еден-два случаја кај села кај што не можеа тоа да го направат. И фактички со тоа, квалификувајќи ги така делата скандалозно, соучеснички со нив, обвинителите се направија соучесници со нив и мислам дека нив треба исто така да бидат процесирани околу злоупотреба, односно злоупотреба на службената должност и властување. Тоа е грубо кршење на нивните властувања и груб судири со разумот и со рационалноста. Они можеле да го направат тоа јасно, не го направиле свесно и го третирале многу полесно делото за да може да ги покријат тие луѓе кои се сметаат блиски до власта.
Да, тоа е едно од прашањата, значи зборуваме за одговорност на суди, но што е со другите чинители во правосудниот систем, како што се обвинителите? Да, јас се надевам дека овој круг ќе ги опфати некој од обвинителите секако. Да. Цветанов, кога сме кај судиите, кај тие одлуки, последниот случај притворите на Грујовски и Бошковски, кои се уште во бегство, прилично различна ситуација од притворите кои беа изрекувани во вашите случаи онака експресно, но сега се после ова бегство на овие двајца, претходно и бегството на Сеат Кочан од Трансмет, прилично на високо ниво се издигна ова прашање. Што мислите, што ќе биде сега со следните барања за притвори кај во некоја најбрза постапка? Видите вака, само да се надополнам на претходното, освен судиите, во иднина ќе треба и обвинителите кои што учествувале во политички мотивираните процеси да имаат одговорност. Не треба да ги забораваме нив во некој момент, бидејќи тие биле оние кои што директно учествувале во сите тие поставки. А сега се вратиме на ова околу еден суд, два критериума. Така ние го велиме. Значи истиот тој суд кој што даваше притвори за тегла евар или за кражба од 50 евра и луѓе лежеа по година или две за банални работи во притвор, или каде што во моментов имаме ситуација каде што лице без некои сериозни докази се држи во притвор 13 месец, а е понудена хипотека од 300.000 евра, не само од едно, од 2 или 3 семестра, судот не попушта. Имаме случаи каде што бројката е намалена од времето на режимот на лица во притвор, од скоро 500 на помалку од 200 сега, но по нашите проценки и по она кое што одсекогаш важело од Југославија па наваму на територија на Македонија, просекот на притворени лица бил 120 до 130, значи 200 е многу. Се уште судиите применуваат два различни аршини, два критериума, за обичните смртници дават и како притвор, а кривичните совети од судовите, кога станува збор за привилегираните, односно за бандата, злосторничката банда од врвот на ВМРО-ДПМН, ги бараат сите можни начини да изигруваат нивни адвокати и тогаш се повикуваат на конвенции на човекови права и на сите можни права кои што ги има лицето кој што треба се најде во притвор, ги бараат сите дупки во законите и онаму каде што не постојат, за на крај да се случат класични бегства како што се случи со Горан Груевски и Никола Бошковски. И точно побудени од таа и гневни од сето тоа што се случи, затоа што тие луѓе и на некој начин учествували во креирањето на огромен број политички монтирани процеси во Македонија, ние како здружение поднесовме иницијативи до Советот за утврдување на факти за сите инволвирани судии кои што учествувале и имаат одговорност за целата оваа ситуација, но исто така поднесовме и кривични пријави, кривична пријава во која што ги опфативме сите овие судии кои што имаат директна одговорност за бегството кое што се случи и последиците, односно последиците кои што произлегува од целата оваа состојба. Во иднина, значи апелираме, значи додека се на позициите кај што се, додека не се најдат на обвинителна клупа, нека отвараат очи судиите, додека се уште судии, нека не дозволуваат пропусти од типот на Горан Груевски и Бошковски, за да си олеснат ситуацијата, бидејќи секако ќе се најдат на обвинителна клупа, не им бега тоа. Така да, ние ќе продолжиме да се бориме, затоа што мотивот кај нас самите доаѓа од внатре. Значи, ние сме лично засегнати, не сме малку, значи се собравме минатиот пат 200 луѓе, значи доколку се организираме подобро, значи цела Македонија, значи постоја жртви на правосудниот систем на територија на цела Македонија, од сите етнички заедници, од сите социјални категории на луѓе, од сите целни групи во општеството. Гневот е огромен и ќе се бориме до крај, додека не видиме дека нашата држава може да функционира нормално, дека владењето на правото ќе биде како и во секоја нормална држава основен предуслов за демократско владење у државата. Да. Цветан Отфрачковски, ви благодарам за учеството во оваа емисија. На вас, почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и довербата и останете со програмата на Телевизија 24.